Многу пати досега во Фактор здравје сме се запознавале и сме представувале врвни специјалисти од областа на медицината во државава. Овој пат исто така имаме можност и пред се исклучителна прилика заеднички да се дружиме со уште едно ново лице, пријател на Фактор здравје и пред се ваш пријател. Добар ден, почитувани гледачи, добре дојдовте во ова издание на Фактор здравје, во кој што ќе ви го представиме или поточно речено ќе ве запознаеме со специјалната болница за гинекологија и акушерство и ИВФ центар за асистирана хумана репродукција, болница Плодност од Битола. Кој гостува оттаму и за што ќе разговараме, ќе откриете по блокот реклами. Дали, кога и што конкретно сте превземале за своето здравје? Со комплекс Г132, добро здравје, двојна добивка, познатата јапонска формула, произведена во Германија. Комплекс Г132 во сите аптеки, сега достапен и во лента. Натришната убавина доаѓа одвнатре. Свежа мазна кожа, убави цврсти ногти, густа здрава коса. За вистинска внатрешна убавина, Мерц специјални држеи. Леле, колку кашташ. Сакаш да останеме дома? Јас така мислам. Тато, земи Проспан, секогаш помага. Проспан, кажете и збогум на кашлицата. Приватна болница за гинекологија и акушерство, Плодност Битола, ви нуди примена на најсовремено инвитро оплодување, замрзнување на јајни клетки, ембриони и машко семе. Ви нуди лекување на брачна неплодност со најнови хируршки техники, лапароскопија и хистероскопија. Плодност Битола, место каде што вашите желби ќе станат реалност. Со споменатата болница Плодност од Битола денеска за прв пат ќе се запознаеме и во следните четвртоци ќе се дружиме во Фактор здравје, а денешна тема која што ќе обработиме токму од оваа болница и на која што посебно внимание ќе обрнеме денеска е неплодност. Токму на оваа тема ќе зборуваме со доктор Таше Трпчевски, кој што е специјалист гинеколог акушер и субспецијалист за стерилитет и инфертилитет. Добар ден, докторе, и многу ми е драго што од Битола посебно дојдовте за оваа прилика. Добар ден и добро ве најдов. Исто така и мене ми е драго што ме поканивте во ваше студио, кое што мислам дека станува се популарно на нашите простори. Јасно, и она што многу мене ми е драго што уште една новина или нов пријател запознаваме денеска во ликот и делото и она што вие професионално го работите. Ви посакувам убаво да се чувствувате и да имаме успешна соработка. А пред разговорот на тема неплодност, почитувани гледачи, предлагам да ги погледнете 60 секунди Фактор здравје, во кој што денеска ве запознаваме со рибизлата. Во народната медицина, рибизлата е позната како овоше кое го јакне имунитетот, ја чисти крвта, го подобрува варењето. Истовремено го подобрува апетитот, го зголемува лачењето на плонковите жлезди и многу брзо ја ослободуваат мочната киселина од крвта. Поради големата содржина на растителни влакна во семките, рибизлата ја регулира активноста на цревата и ги отстранува отровите од телото. Свежите рибизли и свежиот сок ги окрепнуваат здравите и болните лица. Помагаат при грозница, кај диабетичарите и при запек. Витамините и минералите во плодот на рибизлата го јакнат срцето и крвните садови, ја спречуваат атеросклерозата, која е главен причинител за срцев или мозочен удар. Листовите од црвената рибизла се користат за подготвување на чај за заболување на црниот дроб. Воедно, чајот помага и при атеросклероза на крвните садови, при висок крвен притисок и слабо срце. Често се користи и при воспалување на мочниот меур. Коренот од црвената рибизла помешан со листовите се користи како чај за лечење на бубрезите и мочниот меур и при големи количини на белковини во крвта. Желето од црвените рибизли има антисептичко дејство, ја намалува болката при изгореници и го спречува појавувањето меурчиња.
По рибизлата се враќаме на денешната тема неплодност, тема за која што ќе зборуваме со доктор Таше Трпчевски, кој што е специјалист гинеколог акушер и субспецијалист за стерилитет и инфертилитет од приватната болница Плодност од Битола. А кога ја спомнуваме оваа болница, за сите информации достапен е нивниот телефонски број 047 208 880 и 208 881. Докторе, со оглед дека првпат денеска ја представуваме приватната болница Плодност од Битола. Вие започнавте или приказната ваша започна од една ординација, насловена исто Плодност, да прерасне во голема болница Плодност од Битола. Може ли накратко да ни го раскажете вашиот раст и како од една ординација преминавте во голема болница? Да, за да се настани ова болница, има своја приказна. Таа започнува од моментот кога од приватната пракса, гинеколошка ординација Плодност, се трансформира во болница. Таа амбуланта или ординација работеше 10 години и практикуваше меѓу другите постапки, процедури, прегледи и така натаму и примена на вонтелесното оплодување. Ние се истакнавме во оваа област, особено со успешното лекување на вонтелесното оплодување, односно со процентот на успешност на постапките. Кога ја отворивме болницата Плодност, со колегите се договоривме да не се појавуваме во јавноста, се додека не направиме одредена бројка, одреден број на процедури за кои што ќе ни бидат одреден багаж за да покасно можеме да зборуваме. Или да ги презентирате фактите. Или да ги презентираме фактите. Значи, почнавме од она народната, прво скокни, а потоа кажи оп. Така да од една мала, убава и пријатно каче, ординација Плодност, прераснавме во една силна и многу значајна болница. Уште попријатно каче, би рекол. Уште попријатно каче, така викаат сите. Треба да имате прилика да дојдете, видите како таа изгледа. Јас бидејќи сум бил, затоа и изборувам. Да, и фактички заедно со колегите, заради грижата на нашите пациенти, на нашите пациентки и нивна совршеност, заради грижата на идните поколенија, решивме да ја продолжиме приказната на малата ординација Плодност. Значи, заедно со колегите ја создадовме таа болница, во која што сега има 76 вработени. Значи, тоа е еден типичен пример како од еден предприемачки дух во една мала фирма во нашата држава може да порасне во голема фирма. Се разбира, ако работите успешно, ако работите поштено и квалитетно. И со примена сигурно на сите глобални знаења и техники кои што се применуваат. Ова само наведува на заклучок дека успешно вие ги изменаџиравте сите овие факти кои што ги споменавте. Па јас би рекол дека и задоволството е, претпоставувам, пред се ваше и уште поголемо на пациентите. Јас би рекол дека успеав да се снајдам во управувањето со работите. Вистина е дека изменаџирав во онај дел кога ја направи болницата. Меѓутоа, за ефикасно и ефективно извршување на работите, тоа го направив со помош на останатите вработени. Колегите, докторите, високиот и висшиот персонал, средниот персонал и хигиеничарите. Значи, ние сме еден синџир или ланец и секоја алха е потребна за да функционира тој синџир или ланец. Почнувајќи од мене, па се до Адем, кој што работи во дворот и ја одржува хортикултурата. Значи, као резултат на тоа управување со болницата, тоа, ајде така да го крстам, менаџирање, во кое што обратив многу внимание на меѓучовечките односи, а тоа е нераскинлива талка за успешно работење, ние сега постигнуваме добри резултати. Освен тоа што вие лично сте задоволни, вашиот тим, како што рековте, кој е споен алките во еден голем синџир, сигурно и задоволството на пациентите и бројот на успешни инвитро оплодувања говорат за успешноста на болницата. Какви се коментарите од пациентите? Сигурно секојдневно ги добивате. Значи ме прашувате дали има задоволни пациенти. Јасно е дека има задоволни, но што коментираат еве тие? Да.
Значи, прво, од досегашното работење, значи, работиме 1 година и 3-4 месеци. Ако, значи, со бројките што ги направивме, значи, бројот на оперативни процедури околу 700 операции, 350 раѓања, околу 400 постапки на инвитро оплодување, потоа околу 1500 интервенции, преку 17.000 прегледи и така натаму, тоа е мотив повеќе за ние бидеме задоволни. Ако се земе во обзир фактот дека ние се наоѓаме во Битола, а морам да кажам дека Битола географски е мртов град, географски е слеп од црево за Македонија, бидејќи Битола нема сообраќајна поврзаност со останатите градови, некако сме најдалечен град, многу подалеку од Скопје, а знаете сите патишта водат кон Рим, односно кон Скопје. Значи, ако се земе таа констелација на градовите и сообраќајната поврзаност, и ако се земат во обзир сите оние бројки кои што досега ги направивме, значи нема причина да не сме задоволни. Од друга страна кажавте дека прашавте дали има задоволни Сигурно пациенти. Сигурно има задоволни, барем јас лично познавам. Значи ние ги контролираме мислењата на пациентите на неколку начини. Еден од нив е кога тие си кажуваат едни на други, па ни пренесуваат нас колку биле задоволни или незадоволни. Потоа другиот начин е преку интернет на социјалните мрежи. И третиот начин е кога пополнуваат формулари кои што ги ставаат анонимни се пополнувањата, ги ставаат во кутиите кои што ни се за поплаки и жалби. Ние фактички вработените во нашата болница сите настојуваме на пациентите да им овозможиме квалитетна и ефикасна здравствена услуга. При тоа професионалноста, љубезноста не е само наша доблест, мора да биде, значи не е само наша доблест, туку представува и наша обврска кон пациентите, кон нашите клиенти. Особено внимание обраќаме на односот, односно соработката помеѓу пациентот и лекарот, што е клучот на успехот на третманот. Меѓутоа, пациентите кои што се примени и стационирани во нашата болница, тие се осеќаат, значи кои што сакале да ни ја дадат довербата, се осеќаат мощне, безбедни и сигурни, и тоа е фактички факторот или клучната алка, или ако сакате факторот здравје, како вашата емисија, за да побрзо се опорават. Да, и да сето тоа што е планирано се оствари. Пред да проговориме за неплодноста, што е денешна наша тема, уште едно прашање што се однесува на болницата Плодност од Битола е фактот дека освен што имате врвен технички персонал, освен што имате врвни лекари и професионалци кои што нормално се доедуцираат и ги следат светските трендови, имате и супер модерни амбулантски делови, имате операциони сали, дијагностички оддел, што сето тоа функционира и само ја надополнува сликата за Плодност од Битола. Па, за нашата успешност и она што го направивме досега и задоволни сме, бидејќи не сме имале ни една компликација на ни една операција, сме завршиле успешно многу раѓања, заради успешноста во инвитро постапките, примената на модерната и нова технологија, значи најодговорен е тимот кој што работи, јас ги одбрав, значи го одбрав најдоброто од Битола. Значи не случајно е таа екипираност што ја имаме. Втора работа ние персоналот со благодет ги користиме ресурсите кои што ни ги овозможува болницата, а она како што кажавте, супер модерни оперативни сали, супер модерно опремена интензивна нега, практично технички дел кој што има луѓе стручни да го раководат или да го применуваат во пракса. Во кој што секојдневно работиме и ги користиме тие апарати и инструменти. Да не зборувам за дијагностичкиот дел, добро опремени по ИЗО стандарди амбуланти и направени простори, бидејќи болницата е градена на нова основа. Значи не е стар дел
реконструиран пренаменет. Да, тоа е нов објект. Она што плодност битола го работи, секако веќе е познато, рековте низ бројките, сите современи интервенции кои што се во светски рамки модерни и се применуваат го правите и вие, но се чини најпознати сте со решавање на неплодноста, она што е денешна наша тема. Што практично представува неплодноста? За да ја доближиме до гледачите оваа проблематика. Неплодноста денеска може да се дефинира, значи кога зборуваме за неплодност, за неплоден брачен пар или врска неплодна, тоеш говориме кога неплодниот брачен пар не може да оствари концепција, односно неможно за добивање на дете при редовни сексуални односи без користење на контрацепција во рок од година дена. Меѓутоа, ова не е некоја точно определена граница, тоа е само така дидактички одредено, значи тоа е период кога се предпоставува дека 90-85% од брачните парови треба да зачнат во рок од година дена. 15% нема да зачнат, нема да имаат деца и тие ги ставаме во групата на така наречен стерилитет, односно инфертилитет од непознато потекло. Меѓутоа, она што сакам да кажам за неплодноста, тоа е што тоа е фактички денес голем здравствен проблем. Тоа е голем здравствен проблем од многу аспекти. Сакате социјален, сакате физиолошки или било кој друг аспект. За кој не е одговорна само жената, ако порано или прст кон неа се покажуваше туку. За тоа ќе зборуваме во наредната емисија. Не, ова само емисија. како факт да го назначиме. И двајцата се сопружници одговорни во однос на оваа проблематика, за тоа ќе зборуваме во наредната емисија, меѓутоа сакам да го истакнам проблемот на неплодноста денеска, кој што зема голем и огромен замав. Се претпоставува дека во овој момент 50 до 80 милиони од целокупната популација патат од неплодност или процентуално 10 до 15% од браковите се неплодни. И во прилог на тоа зборуваат и демографските статистики кои што покажуваат негативен прираст на населението. Згора на тоа, денеска проблемот на неплодноста доста често се инструментализира во некои дневни политики. Така да во многу држави ќе приметите дека и веќе во ова област навлегла политиката, па многу влади се критикува за тоа дека не превзеле правилна политика за планирање на семејството. Меѓутоа, факт е дека денеска се повеќе се посветува внимание на неплодноста, вклучувајќи и нашата држава. Не случајно ќе видите на телевизија ги се сеќаваме со доста кампањи за второ или трето дете. Меѓутоа, факт е дека за реализирање на желбата на татковство и мајчинство кај новите генерации оди многу потешко во однос на тоа што го правиле нивните родители. Претходно. Веќе јас не ги споменав ни телефоните, но почитуваните гледачи не следат и тие се наша најверна публика, затоа и постоиме за вас, почитувани гледачи. Го имаме првиот гледач на линија. Добар ден, ви посакувам. Добар ден. Од каде се јавувате, господјо? Од Прилеп се јавувам. Повелете, имате ли прашање или некој ваш коментар? Прашање имам. Работи за Ната. Таа има едно детенце со синот. После тоа кога се породи, по година и полдаве имаше спонтан абортус и од тогаш веќе 9 години не може да остане бременна. Што ќе ме посоветува доктор? Што ќе ме посоветува? Дали слушнав, имаше малку прекини, го слушнав, повелете. Се работи за секундарен стерилитет, значи кога жената не може да зачне, викаме дека е примарен стерилитет, меѓутоа откако ќе зачне и се породи, или без разлика на тоа дали се породи или имала спонтан абортус, го крстиме како секундарен стерилитет. Значи во овој случај жената имала и во анамнеза, што го слушнав, и спонтан абортус. Можеби причините се
во некоја обструкција, односно за чепнување на одводните канали заради абортусот, или не мора да значи, во секој случај ќе треба да се упати пациентката кај својот матичен гинеколог, кој што ќе ги направи основните испитувања, и доколку тој востанови некој проблем кој што треба да се рашува на секундарно ниво, може да се обрати пациентката кај нас, бидејќи од Прилеп. Ние имаме доста пациенти од Прилеп и мислам дека тој проблем ќе се реши. Јас сакам, почитувани гледачи, да ве повикам 2600-373 телефонскиот број на кој што вие сте добре дојдени. Денеска зборуваме како тема поставена во Фактор здравје неплодност со доктор Таше Трпчевски, кој што е специјалист гинеколог акушер и субспецијалист за стерилитет и инфертилитет. Уште еден гледач имаме на линија. Добар ден и за вас. Добар ден. Повелете, господјо. Да го поздравим докторот. Прije 12 година, на 14.2. ме породио. Исто сам била везана за стерилитет и сакам само да ga поздравим и да ga изрекламирам, je stvarno stručnjak. Ja sam se liječila u Skoplju kao sterilitet, međutim kad sam otišla kod njega sa njegovom dijagnozom, nakon 3 mjeseca sam ostala bremen. A од каде се јавувате, господјо? Од Скопје се јавувам, Верас, ке се сети он која. Добро. По нагласокот не сте македонка, но убаво зборувате македонски. Значи, ова само се трудим, дете ме научи да зборувам. Да, ви благодарам, Вера, многу за вашето јавување. Ова, докторе, само го потврдува пријатно фактот што го зборувавме во однос на примената на науката и технологијата во однос на праксата. Сигурно ќе има задоволни пациенти. Како вакви случаи како господја Вера, сигурно многу сте имале. Да. Биде се сеќавам и на случајот, бидејќи досега од програмата на инвитро плодување имаме породено преку 630 бебиња, и ако се земе во обзир фактот дека уште можеби 500 случаеви се решени со лекување со примена на конзервативна терапија или со примена на лапароскопска хирургија за отчепување на јајоводите или реконструкција и така натаму, со реконструкција на матката, мислам дека голем број од пациентите се задоволни, има што да кажат. Особено ми представува задоволство вака кога ќе слушнам. Иако пред 12 години случај. Предизвик ми се пациентките кои што биле со долгогодишен стерилитет. Уште еден гледач. Такви многу. Да, уште еден гледач имаме на линија. Добар ден и за вас ви посакувам. Добар ден. Ало, дали ме слушате? Ве молам погласно, зборувајте. Ајде уште еден обид. Добар ден. Ало, добар ден. Како сте, господјо? Ве молам, после примена терапија, хемотерапија, операција до тумор на тестисот, дали постои можност за неплодност на лицето? Благодарам за прашањето. Значи, зависи кој тип на хемотерапија и зошто е примен. Често пати се случува дел од хемотерапијата, значи некои од цитостатите кои што ги даваме, да ја комплетно оштетат сперматогенезата и иреверзибилно, односно неповратно. Особата конкретно треба да направи повторен спермограм или пред да ја прима терапијата, ако особата немала потомство, би требало, како што ние во овој случај правиме и во соработка сме со онколозите, да остават примерок на семе, да се замрзни. Имаме банка за замрзнување на семе и може да се чува многу години. Она што е важно кога зборувавте за приватната болница Плодност од Битола е фактот дека немате само пациентки од Битола околината, туку и од цела држава, од соседните држави кои што доаѓаат и ќе доаѓаат, и се чини дека сите имаат една единствена цел, како и вие, докторите, лекарскиот персонал, биолозите кои што работат, а тоа е да се роди здраво дете. Она што е важно и што мене посебно ми е драго е, сепак тоа нема цена. Би рекол, не се работи за финансии, се работи за првенствено морална одговорност, искреност и посветеност во работата. Како вие тоа го коментирате? Какво е моментот и чувството кога после толку години неплодност или стерилитет се случува пациентката да се породи? Значи, во нашата болница доаѓаат пациенти од не само од Битола, не само од регионот, околните градови, од цела Македонија. Интересен е податокот што доста доаѓаат од Албанија,
од Корча, Тирана, бидејќи тука сме близко на граница, помалку ги има од Грција, меѓутоа доаѓаат и пациенти кои што работат во другите држави, наши гастербајтери, од Швајцарија, Австрија, Германија, од Америка имаме пациентки. Сите оние, значи, доаѓаат кои што ги имаат проблемите со стерилитетот и кои што слушнале од една на друга дека нивната пријателка или било која пациентка останала бремена. Значи, не работиме со пациентки само од Битола и од југозападниот регион, туку работиме со пациентки од цела Македонија. Исто така, доста имаме пациентки од Србија и веќе можам да кажам дека од Лесковац до Београд, тој крај како да го разработивме, имаме преку 30-40 бременности. Посебно ме радува фактот што во последно време доаѓаат од Београд пациентки. Сега пред 2 месеци третиравме пациентки кои што се од Београд и двете се бремени. И можете да замислите, во Београд воопшто не правеле ова инвитро фертилизација, дојде директно кај нас. Ова само го потврдува фактот што ве прашав ја во однос на коментарот. Да, тоа е заради нашата успешност. Да. Меѓутоа, се согласувам со вас дека на ваквите брачни парови ниедна цена не им е превисока и дека факт е дека резултатите не го оправдаат трошокот и напорот што го направија пациентките. Се разбериме, пациентките плаќаат, меѓутоа некогаш и резултатите не ги стигнуваат. Значи, тоа е малку болна работа и ние настојуваме секогаш, ако кај нас направат еден обид, за наредниот, вториот или третиот обид да направиме намалување на цената, односно за да, ако по трет пат дојдат за конкретно инвитро оплодување, и направиме само да го платат трошокот. Да им биде достапно за да им се овозможи обидот да биде успешен. Меѓутоа, друга е приказната што пациентките одат во странство, еве конкретно во Солун, па таму плаќаат по 3.500 до 5.000 евра. Се снаоѓаат кога е во прашање тој финансиски дел во странство, меѓутоа кога треба во Македонија да се плати, некако тоа оди потешко. Меѓутоа, денеска нашата држава ги има комплетно заштитено, значи овозможени се 3 обиди на вонтелесно оплодување преку Фондот за здравство, така да тоа им е нивна олеснителна околност на тие парови. Да. Доктор Трпчевски, јас ви благодарам за денешното премиерно гостување во Фактор здравје, што се запознавме со вас лично и со вашата приватна болница Плодност од Битола и да најавиме дека следниот четврток на задоволство на гледачите повторно ќе ни гостувате. Ви благодарам вас за поканата, значи ќе направиме една серија од оваа проблематика и други проблеми кои што ги решаваме во нашата болница со други гости, наши колеги. Мислам дека многу е кратка емисијата за да можам да кажам се што можам да кажам. Затоа е тука следниот четврток повторно да ни дојдете. Се видиме во наредно. Поздрав до вашите ценети колеги и среќен пат до Битола ви посакувам, а почитувани гледачи, за сите останати информации ве упатувам до специјалната болница Плодност од Битола на 047 208 880. До утре поздрав и секое добро.